Колку чини билетот за подобар свет, животот не е Инстаграм. Вреди ли борба за своите сонови, за она што си? Која е вистината над приказната наречена живот? Она што те прави среќен. Коментари, лош ден, Инстаграм, драма, верба во себе, сон, реалност. Колку сме храбри за тастатурата? Која е причината за непочитувањето? Кои се твоите груби и нежни мисли? Колку е реален живот на социјалните мрежи? Кој си ти кога никој не те гледа? Дали си херој на својата приказна? Инспирација? Приказна од спомени, борби или пак Инстаграм реалност? Ти си твоите мисли. Ти си твој човек. Живеј. Како човек да се охрабри во на еден таков голем чекор? Ми го кажа за да ти спеам една од твоите поомилени македонски песни, а? Или сепак животот не е Инстаграм? Спор 2, 3, не се доволни. За да ти кажам што откри. Начинот на кој што успеваме да го живееме својот живот говори многу за нас. На моменти човек знае да се најде на крстопат, при тоа да се запраша себе си, вреди ли да се бори за утрешниот ден? Вреди ли човек да се бори за своите сонови? Но одговорот на главното прашање може би е некаде заклучен во себе, а начинот на кој што ги представуваме работите можно е да изгледа поинаку. Колку од нас навистина успеваат да се борат и да бидат она што некогаш посакувале дека ќе бидат? Која е вистинската приказна наречена живот? Знае ли животот да биде суров? Колку има реалност во она што го представуваме на социјалните медиуми наспроти вистинската приказна? Во следните 30 на минути од животот не Инстаграм ќе поразговарам со една од моите драги личности кои што нема да бидам скромен и овој пат и ќе кажам дека приватно е моја добра пријателка и знае да биде вистински човек. Но освен што таа плени со својата харизма, таа знае да биде за некои светска и наша, за други пак мултиталентирана личност, за некои пак знае да биде инспиративна и незаменлива. Без разлика во која категорија да припаѓате, морате да се сложите со мене дека таа е нашата нова надеж на музичката сцена. И вечерва ја имам честа и задоволството да поразговарам со Дина Јашари и да поразговараме за нејзината кариера, за начинот додека студира и што прави Дина кога камерите не се уклучени. Дина, здраво! Дозволи ми прво да ти се благодарам за твоето гостување во мојата емисија, а воедно ти благодарам за твојата неизмерна поддршка за студентскиот медиум, за да конечно покажеме дека студентите, освен што се студенти, умеат и да допринесат во општеството и да бидат успешни на секој начин со својата приказна. Па јас нема да издржам, а да не те прашам, што прави Дина во периодов? Го почитуваш доволно слоганот "Седи си дома"? Прво, фала ти многу што ме покани и што посвети време на мене, на мојата приказна. Браво за иницијативата, бидејќи многу ни се потребни вакви медиуми. И особено што имаш избрано да биде за студенти. И што се случува со студентите. Браво за тоа. Јас што правам дома, еве мојата мачка дојде да не посети. Јас имам 3 мачки дома. Поминувам време со мачките, гледаме серии и филмови, исто така и со домашните, гледаме филмови и серии. Мојата соба си ја претворив во студио, си имам инструменти, таму свирам, пеам, снимам, комуницирам со луѓе преку социјалните мрежи. Има милион занимации, милион работи што може да се прават по дома и мислам дека баш ова време, оваа ситуација не тера да бидеме малку покреативни, да смислиме начини како да го поминуваме времето. Малце да стопираме од интензивниот начин на живење. Веднаш да се надобрземе на разговорот и да поминеме понатаму, односно колку е тешко на еден начин да се биде студент истовремено на факултетот за музичка уметност, а при тоа и да се работи на себе? Па, со оглед на тоа што
го студирам тоа што го работам надвор од факултет. Тоа ми олеснува и се фокусирам само на едно нешто, а тоа е музика. И нормално, како во секоја професија што ја бираме, за да има напредок и за да има успех, треба да се вложиме многу во тоа, да вложиме многу време и енергија. Така да не е толку тешко ако си го направиш да ти биде убаво, нели? Автоматски. Од каде често може да дојде инспирација да се создаде музика? Постои ли некој одреден сегмент кој што го одредува токму баш дека доаѓа периодот и дека денеска еве ми текнува да создадам музика? Дали постои соодветен момент за да се најде инспирација во нешто? Па, морам да кажам, првото нешто што ме инспирираше јас да напишам песна, тоа беше моето семејство. Првата песна напишав на 13 години и чисто од потреба да им се заблагодарам на моите за се што ме научиле и за таа љубов што ја добивам од нив. Значи, ете, таа инспирација прва во животот ми била моите родители и ја напишав таа песна која што само они ја слушнале и нема никој друг да ја слушне надвор од семејството. И мислам дека е битно да се прави уметност од самата потреба да се искажеме и мислам дека тоа така треба да остане. Знам дека сега творам поради тоа што чувствувам дека сакам нешто да кажам или дека не знам да дадам некаква порака или чисто јас да се ослободам од некои емоции што ги имам во мене. И еве за мене музиката е тој начин да јас се соочувам со работи и да кажам некаква порака. Нормално, секогаш мора да постои некој филтер кој што на еден начин знае да го изфилтрира сето она што човечкото срце, па дури и зборовите не може да го искажат, но нели секогаш музиката е таа во која што во сите периоди од нашиот живот каде што без разлика дали сме среќни или тажни, ние слушаме музика и можеби тоа е клучната поента во целата приказна дека се твори на вистина од љубов, но на крајот нели се добива заклучокот дека сепак може да се создаде уметност и кога тоа е на пример направено од чисто хоби, може да прерасне во вистинска професија, што нели ти тоа и го докажуваш во твојата кариера. Но мене ме интересира со оглед на тоа што веќе нели си дел од јавниот свет и со тоа што веќе си представена доволно на македонската публика, дали постојат некои коментари кои што знаат да те оддалечат со мислите, да ти го одвлечат вниманието, без разлика во кој контекст се напишани, пошто честопати се среќаваме, односно наидуваме на луѓе кои што се многу храбри за тастатурата, па не често го кажуваат она што го мислат. Што во тие моменти? Да, луѓето знаат многу да зборуваат и повеќе од што треба. И да, може да слушнеме 10 работи убави за нас, но кога ќе слушнеме една лоша, ние само на таа се фокусираме. Мислам дека сме такви во природа. Јас сум среќна што имам супер луѓе околу мене кои што ми докажуваат, постојано ми покажуваат дека сум сакана и исто кога забегувам ме влечат назад. Мислам дека еве јас барем до сега од моето искуство повеќе позитивни коментари сум имала отколку негативни и мислам дека окей, нели луѓето да коментираат, тоа си е у нашата природа, но мислам дека стварно нема потреба доколку коментарот е деструктивен и не му служи никому. Мислам дека стварно нема потреба да се зборува понекогаш. А понекогаш е супер, мислам јас сум отворена за критика. И знаеш, кога некој ќе каже нешто што може нешто да подобри, тоа е сосема окей. Така да јас за сега сум многу среќна за луѓето што ги имам околу мене, што ме чуваат од лошите коментари. Апсолутно, но знаете честопати наидуваме на конфликт со себе си, кога многу често среќавам под останатите видеа, например, ова не е хейт, но 15 реда наредени, или пак доколку коментарот е од корист, јас сум за коментари да биде од користи и на двете страни, нормално дека му годи на човек и дали без разлика дали е позитивен или негативен, затоа што никој не е совршен. Сите ние грешиме на еден начин, тоа ќе ни помогне наредниот пат да бидеме уште подобри. Но
Јас сакам да поминеме сега на нешто друго што сметам дека е од голема значајност, како за мене, така верувам и за тебе, кој што е врежено во твоите спомени. Сигурно имаш едно многу убаво искуство, па јас би сакал сега да ни споделиш, односно со оглед на тоа што ти беше дел од евровизискиот тим со IQ, може ли да ми опишеш една интересна случка која што ја знаевте само вие на сцената? Сигурно имало милион работи кои што се само ваши и биле интересни за раскажување. Да, Евровизија беше стварно многу интересно искуство. Значи, пред да беше во тоа беше во Лисабон 2018. Пред да одиме, имавме многу проби и интересното беше што ние пратечите вокали бевме заедно со бендот и сите заедно имавме кореографија. Јас со никакво денсерско искуство, еднаш требаше да ја научам таа кореографија и тоа беше многу смешно. Покрај тоа што требаше да играм на штикли. Јас и штикли не сме верни пријатели. И се беше окей, мислам, јас вежбав и добро поминував на пробите. И таму додека бевме, имавме многу пати генерални проби на таа сцена. И се помина супер. Ама има нешто што ми се случи, што сум многу среќна што не заврши лошо. На снимањето на главната вечер, јас се лизнав на сцена, ама среќа што не беше нешто многу приметливо, ама тоа беше најстресната секунда во мојот живот, што го приметија тој момент луѓето што беа со мене, ама за среќа многу луѓе не го приметија тоа. И среќна сум што не заврши со Дина легната на сцена. Така да, тоа е еден така интересен, стресен момент. Но нели камерите не го забележуваат се она, особено кога станува збор нели за Евровизија, затоа што да појасниме дека таму секое деталче е веќе однапред издефилирано како да биде што да се снима во кој одреден сегмент. Да, фала камери. Но освен што сега еве откривме еден така наречен твој само детал, јас имам сега една игра за тебе. Односно, играта е следна. Значи, играта се вика еден збор, една песна. Со тоа што јас ти давам збор, а ти мораш да ми запееш песна која што го има некаде тој збор. Океј, може? Ајде. Првиот збор е кафе. Кафе. Дали може да биде на англиски? Може. Тука е мојата другарка. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Would you give yourself to me? Give it all. Вау. Не постои човек кој што може да остане имун на твоето пеење. Вториот збор е може би зборови? Зборови? Сега ме местиш? Ме местиш? Добро. Прво нешто што ми дојде беше зборови и истроши ти објасни и си се промени. Зборови не троши, покажи ми дека тука си. 2-0. И нормално да откриеме сега дека песната која што ја запеа Дина беше нејзината песна насловена со зборови, што нели ми беше и тоа целта. Дина, јас имам уште еден збор за тебе, дали ќе сакаш да ни запееш пак? Ајде. Последниот збор одиграва е убава. Убава. Што те асоцира на убава? Што е убаво во твојот живот? Убаво. Има многу убави работи. Еве сега ќе ја кажам Маца, мојата мачка. Е многу убава. Ја видовте тука седеше и сега си симна. Мислам дека овој збор ми го кажа за да ти спеам една од твоите поомилени македонски песни, а? Која, например? Убава, убава моја,
Заборавам на се, те гледам само тебе. И кога ќе ти речам... Ете, јас, додека пееш ти, можам само да ја отварам устата, но при тоа да се обидувам дека ќе запеам нешто. Верувам дека ова беше од значаен интерес како за мене, така и за нашите гледачи, но мене ме интересира дали може накратко да успееш да ми објасниш кој е процесот на снимање на песна, додека да се стигне до онаа финална верзија која што нели ние ја слушаме. Процесот на снимање и направење на песната, као се вкупно. Да. Мислам. Па нема некоја конкретна формула што како се прави и некој редослед, значи секогаш е спонтано, што и има многу убавина во тоа. До сега имам работено со многу различни луѓе, ама секогаш почнува тоа од мене, од мојата соба, од моето секојдневие, значи јас не знам, дали сум во автобус, дали сум надвор, телефонот е секогаш со мене и ако имам некоја идеја за мелодија или текст, одма зимам ја снимам. Некогаш дома знам да свирам со сати, да се снимам. И од сите тие работи, после собирам најубавите моменти, ги запишувам и ги пеам повеќе пати и сето тоа може да излезе во песна. Порано работев со други луѓе и слушав мислење за тоа што јас веќе сум го направила, да се доправи. Еве, например, последна минута, таа песна скроз сама ја направив. Зборови ја направивме заедно со Драги. Сега ми е Драги Иванов, морам да го поздравам, он е продуцент. И сега со него работам. Значи, зборови ја направивме заедно со тоа што на првата наша сесија што ја имавме, кај што врска немавме што ќе биде и што правиме. Јас го снимав цело време со телефон, но не знам дали знаеш за тоа. Он се свиреше рандом на гитара и јас пеев работи. После тоа тие снимки јас ги слушав дома и слушнав неколку секунди што многу ми се свиѓаат и ги ставив во компјутер, додадов некои работи и сфатив дека имам интересно демо. И он го слушна и скроз се сложи да почнеме да работиме на песната. И зборови излезе како многу работи што јас ги напишав и на крај ги склопивме во една песна. Драги, буквално ми беше како психотерапија. Тие сесии ми беа како да сум на психијатар. Драги пробуваше да свати што сакам јас да кажам и јас исто пробував да сватам. И така излезе зборови. Сега во моментов работиме исто така на една песна која што се надевам ќе објавам наредниот период. И така, значи константно нешто пеам, свирам и од тоа најубавите моменти ги вадам и ги објавувам. Само да појасниме, зборови песната излезе текст, како дојде до текстот? Значи ти го прво снимавте демо, па текстот се роди отпосле или ти отиде со готов текст и му рече на твојот продуцент, јас имам текст, сега што треба да направам следно? Па беше многу спонтано, значи беше со мумлање на почеток демото. Нешто на сонови, нешто трескав некои зборови рандом. И во исто време додека работевме на мелодијата и додека работевме на во која насока ќе оди музиката, во исто време јас пишував, се што ми доаѓаше на памет пишував, многу работи. И после тоа заедно седнавме со Драги и бевме како, добро, оваа реченица е супер, ја ставиме тука. Овие зборови се супер, ќе ги ставиме тука. И пошто ја многу често знам да напишам многу работи да не ме сватат луѓето што сакам да кажам. И Драги беше тука објективниот кој што беше како Дина, ова е добро, а сега што сакаш да кажеш во овој момент? И ја ќе му кажам, па него ќе му текне нешто. И така заедно како брейнстормавме за да испадне на крај убаво, концизно да може да се свати што сакам да кажам. Колку е битен талентот во оваа професија, а колку истовремено е потребна нормално и работа на себе да се добие токму тој финален производ? Работата е најбитна. Мислам, и талентот е битен, ама ако треба во проценти да кажам, тоа е 90% работа, 10%
талент, затоа што познавам многу луѓе што се многу талентирани за музика, но што не се посветиле доволно на музиката. И мислам дека работата е тоа што ќе те однесе до негде и да се подобруваш и да бидеш успешен во тоа. И еве, и за песни, например, има едно правило, се вика 10,000 rule, и е вака познато меѓу музичарите, кај што вели дека треба нон-стоп нешто да правиш, нешто да работиш, и кога ќе ги поминеш тие 10,000 сати посветен на нештото, ќе станеш добар во тоа. И баш Ед Ширан имаше кажано во едно интервју, вика, пишував песни секој ден, значи свашта пишував, вика, и на крај вика, од 100 песни што ги напишеш, една или две мора да се добри. Така да, мислам дека тоа е многу добар начин на размислување, и така излегуваат нови идеи и квалитетни ствари. И често на еден начин тоа знае да биде еден одличен показател дека во животот ти најубавите работи се случуваат токму спонтано. И всушност тоа е еден доказ да покажеме уште еднаш дека нели животот не е Инстаграм, што нели пред се е целина оваа емисија. Но мене ме интересира нешто друго. Со оглед на тоа што нели сега си втора година на студентот како студент на факултетот за музичка уметност во Скопје, колку истовремено знае да биде тешко, а истовремено и возбудливо со оглед на тоа што ја работиш и професијата која што ја сакаш, а и воедно го студираш на еден начин она што ти прави задоволство, а пред се беше твоја и желба. Знае ли да се поклопи по некоја нота плюс? Па, мислам дека во секоја работа бара жртви, бара многу време посветено на тоа. Така јас, например, еве, пред да почне целава ситуација со вирусот и со тоа седење по дома, јас воопшто не седев дома. Бев константно, имав обврски, бев на факултет, имав свирки, имав снимања и буквално као немаше стоп сето тоа. И еве, за музичарите тоа е, мислам дека многу време потрошено на тоа, некогаш не спиење, многу вежбање, еве тоа можам да го наречам дека е тешкиот момент, барем сега за сега. Тогаш како успева Дина на еден начин да спреми испит на брзина, ако тоа е можно, или пак да има настапи во текот на целиот период? Интересно што и некогаш и настапите се као до 4 са бајле, а другиот ден си на факултет од 9, никогаш пропушташ настава или не спиеш. За испити, за нашиот факултет е интересно што не можеш да се спремиш, као, не знам, да не спиеш 2 дена и да се спремиш за испит. Као, тоа бара константна работа и ако си работел цело време, ќе имаш добра оцена. Ако не си работел, или ќе паднеш, или ќе имаш 6, као нема измеѓу оцени. Или имаш 10 или имаш 6. Или паѓаш. Така да треба да работи. Клучната работа е да имаме некој пер континуитатум во текот на целиот период. Да. Но како на еден начин воедно да бидеме и доволно инспиративни, како човек да се охрабри во на еден таков голем чекор? Колку треба да се има храброст, а и верба во себе, да се одлучи човек да каже од денеска јас решавам да се занимавам со музика. Што е клучниот период во целиот овој процес? Мислам дека многу треба храброст и верба во себе, затоа што уметноста е многу осетлива работа. Мислам дека во секој општество, без разлика каде и да сме. Исто така многу е битно да се има поддршка. Јас од дома имам многу голема поддршка и љубов токму за ова и јас сама одлучив да се занимавам со музика и бев свесна дека тоа ќе бара многу жртви и нели да се соочувам со некои работи. Треба многу храброст, но се исплати, затоа што за ништо не би го сменила овој лајфстайл. И нема ништо поубаво од тоа да си ја сакаш професијата и да уживаш на факултет и да уживаш во процесот на учење
и времето да ти лета додека го правиш тоа. Така да дефинитивно вреди да бидеме храбри и да правиме чекори вакви во животот. Но мораме да кажеме дека освен што има денови за кои што вреди да се живее, постојат и такви денови кога дина е без инспирација или кога не ти се пее, кога не можеш да засвириш ниту една нота. Што во тие периоди, што правиш тогаш? Како се справуваш со целиот овој процес? Да, има такви денови, особено сега кога сум затворена дома, има моменти кај што ништо немам желба да правам. И во тие моменти едноставно ако телото ти бара да не правиш ништо, не прави ништо. Легни, преспи го денот, одмори се. Пушти си серија, направи си нешто убаво за јадење, излези надвор, мислам сега не, ама во такви моменти гледам и многу да зборувам со луѓе и ако нешто од внатре осеќам дека не е окей, одма тоа го кажувам на глас и зборувам со луѓе и едноставно ако ти треба пауза, телото знае кога му треба пауза од било што и само слушај го телото. Значи имам некогаш као цела недела или 2 недели кај што не ми се прави ништо и нема да правам ништо. Ќе се слушам и ќе одмарам ако треба да одмарам. И тоа е нормално. Така да мора да има такви моменти да се регенерираме малце. Така да мислам дека овој период можеме да го искористиме, да се регенерираме и да паузираме на некој начин од секојдневието. Апсолутно се согласувам со сето она што го изнесе, но јас чинам дека стигнавме до некаде пред самиот крај на оваа емисија Инстаграм не е живот или животот на Инстаграм. Леле, многу ми се свиѓа овој слоган. Ти благодарам многу што нели воедно тоа и целта да покажеме дека постојат и денови за кои што вредите како да се живее, но постојат и помалку убави денови, но и тоа е нормално тоа што сепак нели ние сме на еден начин живи суштества кои што живеат еден обичен нормален живот, но при тоа се соочуваат со себе си на еден можеби не толку убав начин, во не толку убави денови, но апсолутно во тие денови кога човек не се надева на ништо, можеби и тогаш се случува нешто друго. Затоа што нели сепак животот не е Инстаграм. Баш. Дина, дали може нешто како за крај, еве, да ни отпееш нешто во последната минута? Што за тебе е последна минута? Последна минута? Еве, нема да кажам ништо, ќе ви отпеам. Задоволно. Токму последна минута. Спор 2-3 не се доволни, за да ти кажам што откри. Може би никој не е крив, може би не си како ни. Ако секоја минута до сега е последна, дај ми уште една причина до следна. Нема потреба од посвета посетна. Ако секоја минута до сега е последна, дај ми уште една причина до следна. Нема потреба од посвета посетна. И ако не се последни, ова се мои зборови. Може би никој не е крив, може би сите сме ни. Ако секоја минута до сега е последна, дај ми уште една причина до следна. Нема потреба од посвета посетна. Ако секоја минута
сега е последна. Дај ми уште една причина доследна. Нема потреба од посвета посетна. Тоа е последна минута. И благодарам, Дина. Јас морам да кажам дека задоволство е што ја имам честа и привилегијата да те слушам и приватно, затоа што сепак пред се мораме да кажеме дека ти си една од моите најдобри пријатели кои што ги имам воедно, затоа што некаде на еден начин мислам дека нас не спои ниту факултетот со оглед на тоа што студираме различни факултети, туку едноставно работите се случуваат во вистински момент. Јас Фала ти многу на тебе за поенато време, фала ти многу што помисли на мене да ме вклучиш еве во една од твоите емисии. Мене ми беше исто многу големо задоволство да разговарам со тебе. Јас ти благодарам уште еднаш за твоето гостување и јас искрено се надевам дека и во оваа емисија покажавме дека студентите, освен што се студенти, можат и умеат да допринесат нешто во општеството, што нели е и цел на оваа емисија, и да покажеме дека животот не е Инстаграм. Со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме во периодов, јас и оваа емисија можам да кажам дека за наше подобро утре мораме да ги почитуваме мерките кои што и повторно апелирам правичниот извор на сите информации да биде од страната на Министерството за здравство или да се читаат постовите од професорите, односно од докторите кои што успеваат секојдневно на еден начин да ни внесат доза на ведрина во овие кризни периоди. Дина, и како за крај повторно уште едно благодарам и се надевам дека успеавме да извлечеме сите заеднички една поука и да се мотивираме меѓусебно и да инспирираме некој друг и пред се да го храбриме да биде секој она што го посакува. А со вас се гледаме во друго издание со многу други теми и со други студенти кои што несебично се тука еден за друг. Едни за други да си дадеме поддршка и да успееме да покажеме дека секој некако се ги пишува своите криви и прави линии, затоа што животот не е Инстаграм.